Никој не ме повика, никакви документи донесам, а ги имам сите документи, значи барање си поднесов, имам препис од сите документи. Ама треба некој да седне и да ги прочита, да прочита и да ми објасни што мене болката ми е многу голема. А ова сега ми уште дополнителна болка, значи дополнителна болка сама да ги читам и сама да се прашувам што се случи. Отидов и комора на доктори, таму прашав некој да ми ги прочита што болест, од што искрварило. Тие се доктори таму ми рекоа само сертификат издавале за доктори, дека не може да ми помогнат ништо во тој случај. На кои врати тропнавте до сега? По сите министерства, значи за здравство, во архива, па преместено е барањето кај доктор Никица, па таму одев 3 недели. Па не е тука, па на состанок е, па на ваму, во тука јас го земам барањето, го пренесов у друга една барака, ми кажа еден човек, таму го однесов. И најпосле ми рекоа дека е формирана комисија, дека ќе се приспита случајот, само ја не знам колку време, некој да ми објасни, да ме прими негде на некоја врата. А јас секој ден одам, значи со документите у рака, со книжката. Праша еден не си за кај нас, министерство праша, други не си за кај нас, иди таму, иди оваму. И никој, значи само ме шутка и дополнителна болка ми ствара на душа. Никој не ми одговара на право место на некоја врата, некој да ме прими, да седне да рече дај да видам што пишува, што се случило со тоа дете тој ден. За случајот се заинтересираат и во Хелсиншкиот комитет? Од таму да ми се јави, за да ги однесам документите. И све тоа фотокопија да направам, сите документи што ги имам и зашто се прашувам детето не е дадено на обдукција. Нас вечерта никој не ни рече ништо да подпишеме. 11:05 или 23 часот и 5 минути не викна горе и ни кажа дека ништо не можеме да направиме, детето искрвари на операција, не можеме, дадоме 20 литри крв, искрвари, не можеме ништо, па дури уште 10% имало од животот, го оставиле да искрвари, немале што да направат. И јас сакав да го видам, да влезам таму у сала, ми рекол све е крв, не може. Не може, еве ти кревет лежи 2 сата, мајче, тие доктори што го опериле вечерта и тие сестри. После 2 сата мора да иде на обдукција детето, законски мора да иде. Зашто има он 3 деца, мора да се испита дали аномалија, вродено, татко, мајка, дали е нешто наследно. Јас рекол, ако треба да иде, нека иде. Само немој да му вадат органи, тоа беше знаат и пациенти тука и плаче, ви викам. И ние излегоме, ни стави инекции. Кога е подпишана обдукцијата? Утре дента, сабалината, ние си отидоме дома 1:30 беше 2 ноќта од градска болница. Сабалината, маш ми и фамилијата оделе го тражеле у државна горе, мислејќи дека направена обдукција, дека каде да го земеме телото, каде е, што е. Таму барале, рекле, такво тело нема, овде не е донесено ноќва. Како не е ноќеска, ни рекоа после 2 сата дека ќе биде префрлено. Тоа го знам од докторите, дека мора законски. И некој човек од таму се јавил, чека да прашам у градска болница, прашал. И рекле да детето си у градска болница, у некоја си кабина, таму, не е. Па зашто да го сексирате, имате друга опција, одете кај директорката, подпишете двајца, земете си го детето. Се вратили у градска болница, машми и сватот на снаата татко. Гоце Богдановски, кој на 17 не е бил, значи он во Македонија. Он 11 и 20 слетал најредом, се враќал од Шведска. Го чекал. Не можел вечерта да подпише во никој? Он не бил вечерта у никој случај тука, он дојде ноќта 3 сат кај нас горе, значи од како стасал од аеродром. Бил прво дома, подпишале, ама другиот ден на 18/8 во 14 часот. Кога го зеле од градска болница, имам и документ и погребалното, што го донело. А погребот е извршен на 19. Имам и тоа од Бутел документ дека погребот е бил на 19. А на документот кај што е подпишан АЦ и Гоце Богдановски, значи таткото и дедото стои дата 17, а час, време нема во кое време. А значи од 17, од самата смрт, од 23 часот и 5 минути до 18 се биле 55 минути. Значи Гоце не е бил на 17 во држава, а не да се подпише. Тоа е неправдина голема. А кој го пишува, ја не знам. А маш ми подседетиви, значи он не е бил свесен.
И не ни гледал ни дата, ни ништо, кога некој го поучил, викаш дека е попаметен од тебе и посвесен, подпиши, земи си го детето, земи го. Ама он не ни знаел дали е праено обдукција, дали не е праено и зошто мислел дека од тука треба да го земе. Че него не му е било јасно кога таму му се јавиле дека детето е у градска болница и кај треба да се прави таа абдукција. Ние немаме такви случаи секој ден. Ние со тоа не се занимаваме, тоа е нивна работа, значи на лекарите, на здравството, на министерот или на други ред работа. Барате од надлежните? Барам надлежните некој негде да ме прими и дали некој знае што е мајка, како боли. И дополнителни болки и само негова 25 годишна возраст и 3 деца. Да ми некој каже од што почина моето дете? Од што? Од недела, од дежурство, немаше доктори, немаше специјалисти, изгубено време, не е била права диагноза, а и не знам што се чекало цел ден. Значи, од 9:20 однесен у градска болница до 7:30 операција, која почна ја пред врата да стоев, докторот дојде од дома со мантил. Значи, сестрите, остај го, не му збори, тој сега доаѓа од дома, тој ништо не знае. А тој што бил и што го гледал на компјутер и што кажал дека има тумор малигно и метастазирано и камче, патологија не потврдува. Отпусната листа 2 месеца не ми ја дадоа. Јас сама одев на патологија, го најдов документот, таму препис ми даде. Таа директорка ми прими, рече, не знам зашто те малтретира. Он ни одговор има. Одговор пратил Марко Николовски, значи он оперативен зафат и кај него се резултатите, он ги има. Одам го прашам него, он вика, не знам, немам резултати. Требаше да паднам у градска болница, да ги убијам прстите, па тога да ми дадат отпусната после 2 месеца.